Во ова предпријатие сум дојден на 11 јануари и ситуацијата што ја затекнав во предпријатието е катастрофална. По завршна сметка, предпријатието има прикажано за 2017 година 5 милиони денари загуба. А додека обврските во овој момент се околу 10 милиони, што значи 6 милиони борчиме на 6 фирми кои што се поголеми. 2 милиони и 300 илјади денари борчиме на општината како кирија за паркинг просторите, а останатите 2 милиона се кон помали доверители. Оваа ситуација е настаната од причина што во тој период, во ланскиот период, не се водело грижа за автобусите, доволно грижа за автобусите, а една друга причина е што навистина се автобусите стари и во катастрофална ситуација. Од тоа што не се водело грижа, можам да кажам од она што го видов со последните фактури, имаме набавувано резервни делови по катастрофални цени, високи цени, повисоки од нормалните. Еден пример сакам да ви кажам, набавени се гуми за 17.200 денари, а фактичката цена на истите гуми во малопродажба се 13.500 денари. Тоа е еден од примерите. Плаќани се услуги за поправка на автобусите, исто така по високи цени од она што е нормално. За замена на ладњаци е платено 9.000 денари, а фактичката цена проверуваме дека е 2.000 денари. И сменувани се сијаличи на кај мајстори и така натаму. Во овој момент, од кога дојдов јас, тие трошоци се намалени на минимум. Што сакам да кажам дека сами си ги одржуваме во овој момент возилата, имаме механичар и за услуга немаме платено ни еден денар. Само за поправка на автобуси имаме во овој момент борч од 860.000 денари. Она што е спомнав пред малце, услугата од механичарски услуги. Во моментов ние располагаме со 12 автобуси. Од тие автобуси 3 работат како што напомнав во Гентер, 5 не се во никаква состојба, не се покретни, а 4 имаме кои што се во градскиот превоз. Но и со тие 4 во ниеден ден 4 немаме пуштено. Ако еден се поправи, друг се расипува, бидејќи тие се многу стари. Како се набавени, кој ги набавил, во ваква состојба зашто се дојдени, треба да кажи предходните раководители на предпријатието. Инаку, со градоначалникот правиме посебни напори да набавиме автобуси со кои што би ја подобриле ситуацијата во самото предпријатие за јавен превоз во градот Прилеп. Со овие автобуси, ако продолжиме вака, нема шанса да издржиме. Нема никаква шанса, бидејќи се не знам колку години стари. Тука се и механичарот, его тука е, заедно правиме напори, али е многу тешко. Што се однесува до паркинг службата, кога дојдов, беше катастрофална. Наплатата беше многу мала. За овие 2 месеци наплатата за паркинг услугата е зголемена за 50%. Колку се стари автобусите, се 20 години стари. Моментално возат, како што кажа директорот, 3 автобуси на линија се денески. Секој ден се соочуваме со прекини на линиите. Имаме проблем, еден автобус пушташ, се расипува, значи не може и ние да му фатиме на автобуси, така моли граѓаните, патниците. Потребно е, значи, обнова на возниот парк. Колку и да се трудиме овие автобуси да ги поправиме, веќе си го земале своето. Реално, нас имаме моментално што се 3 линии, а има и од Советот одобрено уште 2 линии. Значи на постоечките линии што моментално се сообраќа на 1 сат автобусите треба да биде на пола сат. Моментално се 3, значи треба да биде 6. И плюс дополнително за двете линии уште 2, 7. Гентерн фабриката што ја возиме, учениците што ги возиме, значи од прилика негде 10 автобуси активни ни треба во ден.